По 7 дена на нова локална власт, прва седмица, долг список ветувања и најави, а за почеток и интервенции во буџетот на град Скопје. Пренамени, набавки и вработување. Ѓоргиевски побара ребаланса, Советот на град Скопје даде зелено светло и за новогодишна прослава и украсување, нови вработувања, набавки на опрема, блок дотации за училишта, но не и за автобуси, барем не во оваа фискална година. Симона Петровска ја следи седмицата. Симона, повели дали заврши седмицата и кои се последните заклучоци? Така, Павле, како што кажа и ти, односно се ова што го кажа, пред околу 20 на минути го изгласа, односно го донеса ребалансот на буџетот за 2025 година. Советниците овде во градот Скопје, според градоначалникот Орце Ѓоргиевски, со измените и дополнувањата ќе се очекува да се намали дупката во буџетот за над 15 милиони евра. Ќе има повеќе пари за капитални инвестиции, а ќе се крати на непродуктивни трошоци. Во продолжение ја слушаме изјавата на градоначалникот Орце Ѓоргиевски, кој што ја образложи, односно го образложи ребалансот на буџетот на град Скопје за 2025 година. Направивме првично консолидација во просторот кој што го имавме, 7 или 8 дена сме ние како раководство ново во градот Скопје. Најпрво направивме намалување на буџетскиот дефицит за 928,5 милиони денари и нема да дозволиме ново нерационално задолжување на градот Скопје, а истовремено од друга страна пак наместо нерационални трошоци ги зголемуваме со овој буџет капиталните инвестиции на градот или проектите кои што со години се говорат, а немаше можност да се реализираат, а ги засегаат исто граѓаните. Превозот на градот Скопје ќе биде решен и затоа таа ставка која што во минатото се планирала како задолжување е тргната, бидејќи за оние превозници приватни кои што не им се потпишувале лиценците, а согласно одлуката во минатото на Советот им следувала и поради неплаќањето веќе се ставени во функција од една страна, а од друга страна немаме потреба ние во моментов да се задолжуваме за автобуси, бидејќи владата, председателот на владата и Министерството за транспорт и врски веќе имаат започнато процедура за набавка на нови 80 еколошки автобуси кои што ние треба со Господ напред да ги добиеме наредната година. Но првично негирање за овој ребаланс на буџетот има од Националната алијанса за интеграција, за која поднесоа и 10 амандмани, но по ова образложение кое што го слушнавме од градоначалникот Ѓоргиевски, тие решија да ги повлечат амандманите и кажа дека се надеваат дека нивните забелешки и преговори ќе бидат вметнати или предвидени во новиот буџет за 2026 година. Овде слушам изјавата од координаторот на оваа советничка група. Тука сме, од почеток рековме за поубаво Скопје, за Скопје, кое што нема да има поделби. Нашиве амандмани беа гласот на народот во тој дел. Значи, се што тоа што го предложивме е барање на граѓаните по тие населени места. Ја као координатор, значи, ги повлекуваме амандманите кои што ги имаме предложено и ве држиме во збор пред 45 советници дека во креирање на буџетот истите ќе бидат предвидени. Опозицијата пак со низа на прашање до градоначалникот Орце Ѓоргиевски за ставките на ребалансот на буџетот. Овде слушаме дел од нив. Ние ќе гласаме против ребалансот на овој буџет, затоа што со сегашното мнозинство од Советот не убедуваше дека од следната поднесување на буџет, тоа ќе биде на ниво на проект. Во форма, односно на граѓански буџет, кој што ќе може да се биде лесно разбирлив за сите, за да може секој жител од Скопје да може да знае за што се трошат нашите заеднички пари. Морам да кажам дека овој документ кој што беше доставен до нас не остава впечаток на јасен и одговорен план
баш напротив, отвара многу повеќе прашања него што доставува одговори до нас. Ако Советот треба да гласа буџет во кој недостасуваат подставки, јасно е дека јавноста воопшто нема да може да ја следи реалната распределба на средствата. На прашање на опозицијата, односно опозицијата го праша градоначалникот Орце Георгиевски да каже кои јавни предпријатија колку чинат, односно во колку долгови се. Тој кажа дека по детални информации ќе каже во наредниот период, само ја назначи, односно го назначи јавното предпријатие водовод и канализација, дека има над 40 милиони евра долг, а за јавното сообраќајно предпријатие кажа дека ќе мора да продолжи да се субвенционира во однос на сите јавни предпријатија, односно назначување на директори, кажа дека ќе бидат поставени како вршители на должност со оглед на тоа дека во текот на наредниот период ќе имаат за цел да го покажат нивното работење. И сосем за крај на прашање на тоа колку ќе чини украсувањето за новогодишната ноќ, градоначалникот Орце Георгиевски кажа дека ќе чини 70.000 евра прославата во главниот град. Инаку во моментов на точка на дневен ред се програмите за ставките на ребалансот на буџетот, за кои што повеќе детали ќе имаме во наредното информативно издание на вестите. Павле? Ти благодарам, Симона. Согласни сме со градоначалникот. Ние и понатаму ќе ја следиме работата на градот, а од тебе очекуваме еден исцрпен извештај за наредното информативно издание.